За вашето утрешно мени ви предлагаме да подготвите за предјадење пита со пилешко, како главно јадење мисиркини папијети во бел сос, за десерт торта малаков. Од најниската точка на планетата, од местото за кое се водеа епски војни, од најчистото море во светот, 8 пати посолено и неповрзано со други мориња. Оттаму ви ја носиме најквалитетната морска сол. Морска сол од мртво море. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Прв македонски антидиетален производ. Манџа за вкусна манџа. Мешавина на зачини за подготовка на нашите традиционални јадења. На лесен начин до неверојатно вкусни. Компир манџа, тавче гравче, сочно ќофте, гулаш, шпагети болонјезе. Почестете се со најдобрите телешка, шкембе и рибја чорба. Манџа за вкусна манџа. Хималајска сол содржи 84 елементи повеќе од обичната сол, кои се совпаѓаат со елементите во нашето тело. Овозможува 23 пати повеќе размена на вода во организмот од обичната сол, 84 причини повеќе и 23 пати подобра од обичната сол. Хималајска сол. Зачин К+, произведен од органски сув зеленчук, мирисни зачини со најдобар квалитет, надополнет со калиумова сол и без адитиви. Тоа е рецептот за врвен зачин. Зачин К+. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Како предјадење за вашето утрешно мени ви предлагаме да подготвите пита со пилешко. На даската за сечење пилето го сечеме на парчиња, ги отстрануваме коските. Парчињата месо ги редиме на чинија. Во тенџерето налеваме вода, го ставаме на оган. Во тенџерето го ставаме пилешкото месо да се вари. Во друго тенџере со вода на оган додаваме масло за јадење и сол. Во зовриената вода ја ставаме тараната да се вари. Покриваме со капак. Сварената тарана ја истураме во цедалка. Ја плакнеме со студена вода. Парчињата месо ги редиме на даската за сечење. Ситно ги сечкаме. Во тава на оган ставаме половина од путерот да се растопи. Во тавата ја додаваме тараната. Промешуваме. Ја тргаме тавата од оган. Во друга тава на оган го ставаме преостанатиот путер. Додаваме и масло за јадење. Со четка премачкуваме тавата за печење со растопената мрснотија. Во тавата ставаме една кора. Ја формираме спрема обликот на тавата. Со четка премачкуваме кората со мрснотија. Врз неја ставаме втората кора, ја премачкуваме со мрснотија. Врз третата кора ставаме отсечканото пилешко месо и од тараната. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Постапката ја повторуваме 3 пати. Врз последниот слој ја ставаме последната кора. Ја попрскуваме со преостанатата мрснотија од тавата. Тавата ја ставаме во ревна. Печеме 30 минути на температура од 225 степени. Киселото млеко го мешаме со лажица, со него го пребачкуваме бурекот. Потоа со црпалка бурекот го преливаме со супата од кокошка. Ја враќаме тавата во ревна, за да се допече бурекот. Готовата пита ја сечеме на парчиња.
Парчињата пита со пилешко ги редиме на чинија за сервирање. За подготовка на ова предјадење нам ни беа потребни 2 часа. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје темјаника со зеленикаво жолти нијанси и мускатно цветна арома. Се служи на температура од 10 до 12 степени. Пилето исечете го на парчиња, отстранете ги коските, месото сварете го и ситно исечкајте го. Тараната сварете ја во посолена вода со масло. Исцедете ја и измешајте ја со половина од растопениот путер во тава на оган. Во тава за печење една врз друга наредете 3 кори, намрсени со мешавина од путер и масло. Нанесете парчиња пилешко и тарана, зачинете. Постапката повторете ја 3 пати. Печете 30 минути. Премачкајте со кисело млеко и прелите со супа од филе. Допечете, исечете ја питата на парчиња и сервирајте. Добар апетит! За вашето утрешно мени како главно јадење ви предлагаме да подготвите мисиркини папијети во бел сос. Во тенџере со вода на оган го ставаме телешкиот мозок да се обари. Кромидот ситно го сечкаме. Во тава за пржење на оган ставаме масло да се загрее. На загреаното масло го ставаме и сечканиот кромид да се пржи. Обарениот мозок го вадиме од тенџерето. На мозокот му ја отстрануваме мембраната. Излупениот мозок ситно го сечкаме. Половината од исечканиот мозок го оставаме во сат настрана. Втората половина ја додаваме во тавата на оган. Шампињоните ги сечкаме на парчиња. Исечканите шампињони ги додаваме во тавата. Празот го сечкаме на многу тенки долгнавести парчиња. И исечканиот праз го додаваме во тавата. Чаденото месо го сечкаме на тенки долгнавести парчиња. И нив ги додаваме во тавата. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Ја тргаме тавата од оган. Мисиркините гради ги сечкаме на шницли. На даската за сечење ја ставаме првата шницла, ја посолуваме. Ја наросуваме со мелен црн пипер. Ја покриваме шницлата со најлонска фолија. Потоа ја толчиме шницлата со дрвен чук. Врз шницлата ставаме 2 лажици од филот од тавата. Потоа шницлата ја виткаме во ролат. Ја зацврстуваме со чепкалка. Истата постапка ја повторуваме со сите шницли. Во тава за пржење на оган ставаме путер да се растопи. Во тавата додаваме и масло за јадење. На загреаната мрснотија ги ставаме ролатите да се пржат. Преостанатиот прас многу ситно го сечкаме. И преостанатата една печурка ситно ја сечкаме. Ситно го сечкаме и преостанатото чадено месо. Во тава за пржење на оган ставаме масло да се загрее. На загреаното масло ги ставаме да се пржат и сечканиот зеленчук и месото. Откако ќе поруменат од сите страни, ролатите ги вадиме од тавата. Во тавата го додаваме белото вино. Течноста ја процедуваме низ цедалка и ја ставаме во тенџере. Во тавата со зеленчукот и месото го додаваме преостанатиот исечкан мозок. Во тенџерето ги додаваме копарот и хоплата. Мешаме со жица за матење. Содржината во тавата ја посолуваме. Ја зачинуваме со мелен црн пипер. И сосот во тенџерето го посолуваме. Го зачинуваме со мелен црн пипер. Во тавата го додаваме претходно сварениот и исцеден ориз. Со четка ја намрснуваме целата внатрешност на калапот. Го полниме калапот со рижото.
Го превртуваме калапот на средината на чинијата за сервирање. Потоа на половината од чинијата ставаме од сосот од тенџерето. На ролатите им ги отстрануваме чепкалките. Ги сечеме ролатите на парчиња. Парчињата мисиркини папиети скалесто ги редиме врз сосот на чинијата. Преостанатиот прас го сечеме на тенки дългнавести парчиња. Со парчињата прас ја украсуваме чинијата за сервирање во форма на тараби. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Траминец со златно-жолта боја и нагласен мускатен мирис од мешавина на цветови, зачини и овошје. Се служи на температура од 10 до 12 степени. Подгответе фило од испржени од кромит обарен и исечкан мозок, парчињата шампиньони, прази чадено месо. Зачинете. Нанесете го на зачинетите источени шницли, свиткете ролати, испржете ги и сечете ги на парчиња. Од мрснотијата, виното и хоплата измешајте сос и зачинете го. Испржете ги преостанатиот исечкан праз, шампиньоните, чаденото месо и мозокот. Мешајте го сварениот ориз, зачинете го рижотото, сервирајте го со сосот и парчињата папиети и украсете. Добар апетит! Како десерт за вашето утрешно мени ви предлагаме да подготвите торта Малаков. Во сад за матење го ставаме путерот. Матиме со миксер. Во садот го додаваме шеќерот во прав. Матиме со миксер додека путерот не стане пенест. Јајцата ги кршиме и ги делиме белките од жолчките. Белките ги оставаме во сад настрана. Жолчките ги додаваме во садот за матење. Повторно матиме со миксерот додека смесата не се соедини. Не прекинувајќи со матењето во садот, додаваме 175 мл хопла и го додаваме коњакот. Дното на калапот го обложуваме со пишкоти. Во садот за матење ги додаваме мелените бадеми. Мешаме со лажица додека смесата не се соедини. Врз пишкотите во калапот нанесуваме од филот. И страничниот дел на калапот го обложуваме со половинки пишкоти. Врз филот редиме ред пишкоти. Врз пишкотите го нанесуваме преостанатиот фил. Во садот за матење ја ставаме преостанатата хопла. Матиме со миксер додека шлагот не ја добие потребната густина. Откако тортата ќе се стегне, го отстрануваме страничниот дел од калапот. Тортата заедно со долниот дел од калапот ја ставаме на чинија за торта. Претходно изматениот шлаг го полниме во готварски шприц. Со готварскиот шприц со шлаг ја украсуваме тортата Малаков. Декорацијата ја завршуваме со неколку зашекерени цреши. Со овој десерт ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Шардоне со арома на овошје и сладника вкус. Се служи на температура од 10 до 12 степени. На крај, напијте се филџан топло и вкусно македонско црно кафе. На здравје!
Од путеризматен со шеќерот во прав, жолчките, павлаката, коњакот и бадемите подгответе фил. Нанесете на дното на калапот обложен со пишкоти и страничниот дел на калапот обложете го со половинки пишкоти. Потоа пишкоти наредете на филот во калапот. Нанесете го преостанатиот фил и ставете ја стегнатата торта на чинија. Украсете ја со изматена копла и декорирајте. Добар апетит! Од најниската точка на планетата, од местото за кое се водеа епски војни, од најчистото море во светот, 8 пати посолено и неповрзано со други мориња. Оттаму ви ја носиме најквалитетната морска сол. Морска сол од мртво море. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Зачин К+, произведен од органски сув зеленчук, мирисни зачини со најдобар квалитет, надополнет со калиумова сол и без адитиви. Тоа е рецептот за врвен зачин. Зачин К+. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Прв македонски антидиетален производ. Манџа за вкусна манџа. Мешавина на зачини за подготовка на нашите традиционални јадења. На лесен начин до неверојатно вкусни. Компир манџа, тавче гравче, сочно ќофте, гулаш, шпагети болонјезе. Почестете се со најдобрите телешка, шкембе и рибја чорба. Манџа за вкусна манџа. Хималајска сол содржи 84 елементи повеќе од обичната сол, кои се совпаѓаат со елементите во нашето тело. Овозможува 23 пати повеќе размена на вода во организмот од обичната сол, 84 причини повеќе и 23 пати подобра од обичната сол. Хималајска сол. Се надеваме дека со нашиот избор на јадења ви помогнавме да се одлучите што вкусно да сготвите за утре, а за следната емисија ви подготвуваме за предјадење солен ролат со афион, како главно јадење ражничи шашлинг, за десерт труфел бомба.